Во пресрет на очекуваниот импичмент во представничкиот дом, председателот Доналд Трамп ги обвини демократите дека вршат нелегален партизански обид за пуч и оти објавија војна на американската демократија во нивното барање да го отстранат од функцијата заради притисок врз Украина да покрене постапка против политичкиот ривал Џо Бајден. Во писмото од 6 страници Трамп и порачува на спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси дека историјата остро ќе исуди и тврди оти тој не сторил ништо лошо во барањето странска истрага за политичките ривали. They know it's a hoax, it's a witch hunt, and it's just a continuation. It's been going on now for almost 3 years, and it probably started before I even won the election. Демократите во представничкиот дом го поставија нивниот случај против председателот Доналд Трамп со обвинувања дека е изневерил нацијата и оти затоа заслужува да биде отповикан. Но она на што се надева дека тоа ќе биде двопартиски чин, колку за подсетување, ова е трет пат во американската историја представничкиот дом да гласа за импичмент на председател, сега е на добар пат да биде убедлив еднопартиски акт. Ниту еден републиканец нема да биде против председателот, додека скоро сите демократи се очекува да ги одобрат обвиненијата против него. Филип Бобит, научник за уставно право на правниот факултет во Колумбија, вели дека и покрај фактот што резултатите од гласањето во двата дома на Конгресот се предвидливи, денешното гласање сепак представува клучна точка во американската историја. Според него, најголема заблуда за импичментот, што е повторувана и од политичарите и од медиумите, е дека станува збор за политички, а не правен процес. I've heard 1,000 times, don't forget, impeachment is a political, not a legal process. That has about as much truth to it as, don't forget, the prosecution of a criminal is a political process rather than a legal process. In other words, nothing. There is nothing to that idea except an unfamiliarity with the text and the history of the structure of the Constitution. Уставот на Соединетите држави му дава овластување на представничкиот дом да отповика председател за високи кривични дела и прекршоци, што е дел од рамнотежата меѓу извршната, законодавната и судската власт во земјата.